Иднината на техничката влада се крши на масата за политички договор, каде што партиите мерат помеѓу потребата од контрола и амбицијата за избор на предност. Дали ќе опстане или ќе се укине, зависи од политичкиот консензус. Владата со оценка дека демократскиот капацитет на институциите веќе е потврден со укинувањето на 26-годишниот постмониторинг диалог од страна на Советот на Европа. Политичкото признание дека државата напредувала во делот на демократијата, правата и институциите, според премиерот Мицкоски ја прави излишна потребата од дополнителни уверувања за фер изборен процес. Опозицијата пак е на став дека општеството се уште не е доволно зрело за да се укине моделот со техничка влада. Прво ги убеди Страсбур вчера со укинување на постмониторингот. Не треба јас да ги убедам, еве ако не му веруваат на Христијан, нека читаат што пишува во извештајот. И второ, дури и тоа да е така, еве на следните избори повторно нека има техничка влада. Еве, ако имаме редовни 28, јас ќе си дадам оставка во јануари 28. Не е тоа проблем. Само да им удоволиме да следните избори има техничка влада. Па они нека повелат, нека се организираат, нека победат и потоа на тие некои следни избори нема да има техничка влада. Сега ја не можам место нив да победувам на избори. Собранискиот спикер Африм Гаши вчера во изјава за медиумите порача дека во моментов не е пристигнат конкретен предлог до собранието, нагласувајќи дека станува збор за чувствително прашање кое бара поширок политички договор, а не наметнати решенија. Ако се настојува да се пристапи и на етнички или унилатерално и тврдоглаво да се застане зад негој став, тоа е друга работа, но треба да се аргументира. Иако законот, како што посочи, дозволува ваква одлука и без согласност од СДСМ, Гаши оцени дека пратениците не треба да се стават пред свршен чин, туку дека во овој момент е неопходен диалог. За ова прашање пред неколку недели се одржи лидерска средба.